Големо име, мал мотор. Тоа е главната карактеристика на најновото AMG издание на C-класата на Мерцедес со бројчана ознака 63 и суфикс SE Performance. Дека е хибрид можеби ќе ви стане јасно, но и дека сте криптоаналитичар од оваа моќно склопена ознака нема да дознаете дека во носот на популарниот Мерцедесов модел се крие дволитарски 4-цилиндричен мотор. Тоа заменува досегашната двојно поголема V8 погонска единица, нудејќи дури и подобри перформанси. Бензинскиот дел од хибридниот склоп развива сами за себе повеќе од солидни 476 коњи, а електричниот уште 204. Прегнати заедно ќе го лансираат до 100 на час за бомбастични 3,4 секунди, додека максималната брзина вообичаено ограничена е на 250 км на час со опционалниот AMG Drivers пакет кој се отклучува на 280. Заради овие бројки германците се горди на технички перфектно склопениот мотор. Тој се појави пред 3 години кај моделите со погон на предните тркала за подоцна да биде прилагоден за надолжно поставување. Има комбинирано впрскување и електричен турбокомпресор, сега со поголем диаметар. За пренос на силата кон сите 4 тркала се користи 9-степена трансмисија, а инсталиран е и стартер алтернатор со ремен кој помага при тргнување од место. Хибридната надградба е иста онаа покажана пред година дена кај AMG GT63. Електричниот модул е сместен на задната оска и вклучува двостепена трансмисија и диференцијал со електронска контрола на блокирањето. Во хибриден режим на возење силата на бензинскиот мотор преку карданското вратило се пренесува на задните тркала. Но ако во електричен режим кој се користи до 125 км на час, тие започнат да изгуваат. Електрониката, дел од погонската сила на електромоторот, ќе пренесе кон предната оска, користејќи ги именувачот и централната спојка. Литиум-ионската батерија, развиена конкретно за AMG моделите, тежи 89 кг и работи со напон од 400 волти. Се дополнува на куќна електрична мрежа, а за неа се обезбедени 4 нивоа регенерација на енергијата. Има скромен капацитет од 6,1 киловат-часа, кој е доволен за поминување на едва 13 електрични километри. Сето ова се одрази на тежината. Новиот хибрид е за скоро 400 килограми подебел од V8 претходникот, но затоа декларираната потрошувачка на гориво е снижена на 6,9 литри на 100 поминати километри. На возачот на располагање му се 8 режими, а системот за управување делува и на задните тркала, кои при мали брзини се свртуваат спротивно од предните, а на автопат на иста страна со нив. На тој начин се обезбедуваат поголема подвижност на мал простор и подобра стабилност при поголеми брзини. За второто ќе се грижи и електронски контролираното ослонување, кое може да се подесува на 3 различни начини. Во продажба се очекува од наредната година по цена која веројатно ќе надмине 100.000 евра.